Колеги, дали се слушаме? Добар ден, колеги, добар ден, представници на медиумите. Ја отварам 32-та седница на Државната комисија за спречување на корупцијата. Констатирам дека на седницата се присутни председателот и 4 членови на комисијата. Воедно ве известувам дека членот на Државната комисија за спречување на корупцијата Билјара Каракашова Шулев е оправдано отсутно, односно користи одболедување. Воедно констатирам дека на седницата се присутни председателот и 4 членови и имаме кворум за полноважно работење и одлучување. За денешната седница го предлагам следниот дневен ред. Предлог записник од 31-та седница на Државната комисија одржана на 22.4.2026 година, донесување на решение за запишување на лобист во регистарот на лобисти, лоби организации и лобирање број 09-1964/7 од 14.5.2026 година, работа по предмети и прашања и предлози. Во однос на последната точка на дневниот ред, присутните новинари имаат можност да поставуваат прашања во однос на работата на Државната комисија. Во однос на предложениот дневен ред, дали некој од членовите бара збор? Доколку никој не бара збор, предложениот дневен ред го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека дневниот ред е едногласно усвоен. Преминуваме на првата точка од дневниот ред, предлог записник од 31-та седница на Државната комисија, одржана на 22.4.2026 година. Текстот на предлог записникот ни е доставен во електронска форма. Дали некој во однос на текстот бара збор? Доколку никој не бара збор, предлог записник од 31-та седница го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека Државната комисија го усвои текстот на записник од 31-та седница на Државната комисија. Преминуваме на втората точка од дневниот ред, донесување на решение за запишување на лобист во регистарот на лобисти, лоби организации и лобирање. Збори давам на членот на комисијата, односно заменик председател Софија Спасова Медарска. Повелете. Благодарам, председателе. Добар ден, почитувани колеги. До Државната комисија за спречување на корупцијата преку електронската платформа lobisti.dksk.mk на ден 14.5.2026 година беше поднесена пријава за запишување во регистарот на лобисти, лоби организации и лобирање од физичкото лице Билјана Јовановска од Скопје. Согласно членот 10 став 1 од Законот за лобирање, Државната комисија изврши проверка на потполноста на примената пријава и утврди дека пријавата ги содржи сите потребни податоци и прилози, и тоа пријавата беше пополнета со сите предвидени пропишани податоци од страна на физичкото лице. Беше доставена фотокопија од важечка лична карта за физичкото лице Билјана Јовановска и подпишана изјава од нејзина страна со која потврдува непостоење на ограничувањата за вршење на лобирање од членот 7 од Законот за лобирање. По извршената проверка на потполноста на пријавата е утврдено дека подносителот на пријавата ги исполнува условите од членовите 6 и 7 од Законот за лобирање и дека не му е суспендирано правото на повторно запишување во регистарот, односно подносителот за прв пат се запишува во регистарот, поради што ценам дека се исполнети законските услови за да се запише физичкото лице Билјана Јовановска од Скопје како лобист во регистарот што се води во Државната комисија, па и предлагам на комисијата да ја уважи пријавата за запишување на лобист и во регистарот на лобисти, лоби организации и лобирање да се запише лобистот Билјана Јовановска од Скопје, која што се регистрира за вршење лобирање во областа труд и социјална политика. Ако ја донесеме одлуката, запишувањето на лобистката во регистарот треба да се изврши на денот на донесување на ова решение и податоците да бидат јавно достапни на регистарот што го води Државната комисија. Благодарам, Софија. Со оглед дека, како што наведен, се исполнети условите за
запишување во регистрот на лобисти на посоченото лице, предлагам на комисијата да донесеме решение за запишување на лобистот во регистрот на лобисти, лоби организации и лобирање. Дали некој од другите членови бара збор во однос на ова? Доколку не бара збор, предлагам да гласаме за донесување на наведеното решение. Кој е за? Констатирам дека е донесено решението број 0919 по однос на барањето 091964 од 14.5.2026 година и лицето ќе биде запишено во регистарот. Воедно, ова е еден добар знак по одржаната јавна кампања за подигање свеста во лобирањето. Се надеваме дека ќе имаме и повеќе запишани лобисти и лоби организации и ќе заживее конечно лобирањето. Да, ова е покрај досега регистрираните лоби организации, сега веќе имаме и една лобистка запишана во регистарот и посакуваме успешна работа. Благодарам. Благодарам, Софија. Сега преминуваме на третата точка по дневниот ред, односно работа по конкретни предмети. Согласно деловникот за работа и овој пат реферирањето на предметите ќе оди по принципот на ротација, односно по азбучен ред на презимената на членовите на комисијата. Прв за реферирање членот на Државната комисија, господин Зоран Богоевски. Повелете, Зоран. Благодарам, председателе. Предмет број 12-767 од 2026 година. Предметот е оформен по пријава од познат подносител, во која пријава се изнесени наводи за сомневање и пропусти, како и несовесно работење на Агенција за катастар на недвижности, подрачно оделение, а во врска со постапка за запишување на право на недвижности, која постапка се води од 2009 година. Во насока на проверка на наводите по пријавата, доставивме барање до Државниот управен инспекторат за негово надлежно постапување и негово произнесување дали по однос на предметниот случај биле преземени конкретни мерки и действија од нивна надлежност со достава на прилог документација од нивна страна. Од страна на Државниот управен инспекторат постапено е по нашето барање, односно на ден 16.3.2026 година извршен внедрен инспекцијски надзор над подрачното оделение на агенцијата, а по однос на наводите од пријавата, при што од страна на областен управен инспектор е изготвен записник со констатирана повреда на материјален закон. Имено, инспекторот констатира дека до агенцијата е поднесена пријава од 14.7.2009 година од страна на лицето под чија пријава се работи и овој предмет, а во врска со систематско запишување на правата на недвижностите. По оваа пријава не било одлучено со управен акт, односно била изготвена службена белешка во 2010 година, со која предметот е затворен и архивиран, што е спротивно на одредбите од материјалниот закон на Агенцијата за катастар на недвижности, како и законот за општата управна постапка. Наведено во записникот доставен од страна на Државниот управен инспекторат е дека врз основа на констатираните неправилности од страна на управниот инспектор ќе бидат преземени инспекцијски мерки, односно ќе биде изготвено решение за субјектот предмет на надзор со изрекување на инспекцијска мерка и рок за нејзино извршување. А согласно член 17 од Закон за управна инспекција и член 68 од Закон за инспекцијски надзор, се во насока на преземање на конкретни управни действија од страна на субјектот предмет на надзор, а во однос на продолжување на самата постапка која била неправилно затворена во 2010 година. Со цел да видиме дали од страна на Агенцијата за катастар на недвижности е постапено по овие насоки од страна на Државниот управен инспекторат, се обративме и побаравме до Агенцијата да достави информација за тоа дали и како е постапено од нивна страна по однос на решението на Државен управен инспектор, а кое решение е донесено врз основа на констатираните неправилности во управната инспекција. Од страна на агенцијата ни беше доставен одговор во кој ни беше наведено дека од страна до подрачното оделение на агенцијата е доставено решение, односно наредба до руководителот на оделението за преземање на мерки и действија заради отстранување на недостатоците кои били утврдени со управната инспекција. Во таа насока од страна на подрачната единица на агенцијата по службена должност
е оформен предмет за запишување на недвижности кои останале со незапишано право, а дополнително е испратена покана до заинтересираното лице, односно пријавителот по кој што се работи овој предмет, заради учество во предметната постапка. Имајќи го предвид сето наведено, односно дека од страна на овластен управен инспектор е констатирана неправилност, по која неправилност е постапена од страна на агенцијата, односно оформен е нов предмет по кој во моментов се постапува, предлагам постапката по предметот 12-767 од 26 година да се запре, бидејќи постапена од страна на друг надлежен орган и во моментов во тек е постапка пред Агенцијата за катастар. Благодарам, Зоран. Предлог одлуката е ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е едногласно донесена. Следен за реферирање колегата Сервет Демири. Повелете. Благодарам, председател. Почнам да реферирам предмет од областа на корупција. Предмет број 12-2127 од 2024 година. Од страна на непознат поднесител поднесена е пријава против лица од Правнешниот управен одбор на акционерско друштво ТЕЦ Неготина, сега на директорски позиции во акционерско друштво Електрани Северна Македонија. Пријавените лица наведени во пријавата биле членови на Правнешниот управен одбор на акционерското друштво, воедно распоредени и на директорски позиции во организациони единици во ТЕЦ Неготина. По статусната промена при соединување на акционерското друштво АД ТЕЦ Неготина кон АД Електрани Северна Македонија Скопје, по престан на функциите како членови на управниот одбор, овие лица останале во равен однос во акционерско друштво, што било незаконски бидејќи вработувањето во трговските друштва во државна собственост единствено преку јавен оглас. Како оправдување за таквиот начин на вработување биле користени подпишани менаџерски договори врз основа на кој им било овозможено да изберат дали ќе останат во акционерското друштво или ќе се вратат на старите работни места од каде дошло пред изборот. Дополнително во пријавата лицата добила и средства во вид на апанажа врз основа на менаџерски договори во висина од целосни 12 плати, што представува дополнителни приходи на редовната плата која ја добивале, што значи дека како вработени во акционерското друштво би добила редовна месечна плата и плюс една плата согласно менаџерски договор. Со цел проверка на наводите, утврдување на фактичката состојба, во пријавениот случај Државната комисија достави барање за прибирање на податоци и документација до акционерското друштво Електрани Северна Македонија, од каде е доставена барана документација. По разгледување на доставена документација е утврдена следната фактичка состојба. Владата на Република Северна Македонија на ден 14.6.2022 година во својство на собрание на акционерско друштво донела одлука да отпочне статусна промена при соединување на акционерското друштво кон другото друштво. Акционерското друштво Електрани Северна Македонија и акционерско друштво ТЕЦ Неготино на ден 18.8.2023 година склучиле спогодба за присоединување на акционерско друштво ТЕЦ Неготино кон акционерско друштво Електрани Северна Македонија Скопје. Истиот ден, управниот одбор на акционерското друштво донел одлука за усвојување на спогодба за присоединување на АД ТЕЦ Неготино кон АД Електрани Северна Македонија. Владата на Република Северна Македонија донела одлука за потврдување на спогодбата за присоединување на друштвата на 31.2024 година. Во член 10 од спогодбата за присоединување се предвидени погодности за членовите на управниот одбор на друштвото кое се присоединува во случајот на акционерско друштво на кој функцијата им престанува поради статусна промена, присоединување правата кои им произлегуваат од одредбите на договорите за уредување на односите помеѓу друштвото и писател член на управен одбор ќе ги остварат по друштвото кое што презема, односно акционерско друштво Електрани Северна Македонија. Акционерското друштво согласно член 11 од спогодбата за присоединување на сите вработени во акционерско друштво ТЕЦ Неготино им го продолжува работниот однос во АДСМ подружница ТЕЦ Неготино, со тоа што пријавените лица со постапка за преземање биле вработени
во акционерско друштво Електрана Северна Македонија подружје ТЕЦ Неготино, со исклучок на едно лице кое остварило право на пензија во АД ТЕЦ Неготино. Истиот ден, надзорниот одбор на АД ТЕЦ Неготино со пријавените лица склучил поединечни анекси на основниот договор, согласно кој на генералниот директор и директорите во организационите единици им се овозмила исплата на надоместок во еднократен бруто износ, сметајќи ги сите плати кои би ги примиле во период од една година по статус на промена на друштвото. Пред склучување на анексите за генерален директор и директорите во друштвото не била предвидена погодноста при идно преземање на акционерско друштво ТЕЦ Неготино од страна на друг правен субјект, истите да останат во работен однос во друштвото преземаш, како и да им се исплатува надоместок во еднократен бруто износ при престанок на функцијата поради статус на промена на друштвото. Преземените действија поврзани со склучување на анексите и временскиот период кога тие се сторуваат, дават сомневање дека по сознанието за настанување на статусната промена на двете трговски друштва, надзорниот одбор на друштвото со пријавените лица презема конкретни действија преку склучување на анекс договори со цел создавање погодност за поранешни членови на управниот одбор за исплаќање на надоместок во еднократен бруто износ во траење од 12 месеци по престанок на функцијата, која погодност претходно не била уредена во основните договори. Врз основа на основните договори и случајните анекс договори од страна на членовите на поранешниот управен одбор на акционерското друштво ТЕЦ Неготино до акционерско друштво Електрана Северна Македонија биле доставени барања за исплата на надоместок со кој барале да им се исплати надоместок во еднократен бруто износ сметан од сите плати кои би ги примиле во период од една година при статус на промена. Постапувајќи по поднесените барања, управниот одбор на друштвото донел одлуки за склучување на спогодби со кој се регулира начинот на исплата на надоместок на поранешни членови на управниот одбор на АД ТЕЦ Неготино. Видно од дополнително прибавена документација, изводи и други документи, се констатира дека акционерското друштво Електрана Северна Македонија Скопје во 2 наврати извршила исплата на средства на поединечните трансакцијски сметки на лицата врз основа на поднесените барања за исплата на надоместок во вкупен нето износ од 1.265.707 денари. Имајќи го предвид сето горнаведеното, Државната комисија утврди дека пријавените лица во својство на поранешни членови на управен одбор на АД ТЕЦ Неготино со поранешни членови на надзорен одбор на АД ТЕЦ Неготино, кој што ја донело спорната одлука за склучување на анекси на договорите за уредување на односите меѓу друштвото и членови на управниот одбор, создале погодност спротивно на закон поранешни членови на управниот одбор на АД ТЕЦ Неготино истовремено да примат надоместок врз основа на анекс договорите и приходи по основ на месечна плата за редовен работен однос во акционерско друштво Електрана Северна Македонија и истата била искористена за 2 месеци, што укажува на постоење основ за сомневање за злоупотреба на службена положба на пријавените лица и незаконско користење на буџетски средства на акционерско друштво Електрана Северна Македонија Скопје. Државната комисија утврди дека наводите се потврдуваат и согласно Законот за спрешување на корупција и искривување на интереси против горнаведени лица ќе иницира постапка до надлежен орган. Предлагам на комисијата, пред Државната комисија да се запира постапката, а за констатираните прекршувања на законските одредби од страна на поранешни членови на управен и надзорниот одбор на акционерско друштво ТЕЦ Неготино, Државната комисија ќе постапи согласно Законот за спрешување на корупција и искривување на интереси и ќе иницира постапка до надлежен орган. Благодарам Сервет за исцрпното презентирање на предметот и длабинската анализа на фактичката состојба и со утврдените состојби како што извести предлогот е да го известиме, односно да иницираме постапка пред надлежен орган. Од таму предлог одлуката е ставам на гласање, кој е за,
Констатирам дека одлуката е едногласно донесена. Благодарам. За реферирање колешката Софија Спасова, Медарска повелете. Предмет број 08-3319 од 2025 година, оформен по собствена иницијатива за неподнесување изјава за имотна состојба и интереси од страна на службено лице по избор на функција градоначалник на една општина. Имено по извршениот увид во базите на податоци со кои располагаме, констатиравме дека ова службено лице во законскиот рок по изборот нема поднесено изјава за имотна состојба и интереси, со што има постапено спротивно на одредбите од членот 82 од Законот за спречување на корупција и судир на интереси, со што сторил прекршок, за кој што Државната комисија му издаде прекршочен платен налог, кој што истиот во рок од 8 дена од приемот на налогот го плати. Поради тоа сметам дека немаме елементи за поднатамошно постапување и предлагам доколку ова лице се уште нема поднесено анкетен лист да се достави укажување, бидејќи се работи за градоначалник избран на непосредни избори, да доставиме укажување дека е потребно да исполни законската обврска. Благодарам. Благодарам, Софија. Ова е системска слабост, да речем, за избраните лица на непосредни избори. Не ни преостанува ништо друго, освен вака јавно да укажуваме и да ги повикаме да поднесат изјава. Предлог одлуката е ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е едногласно донесена. Следен за реферирање сум јас. Предмет број 12.1119 од 2026 година. Имено се работи за предмет оформен по пријава од анонимен подносител, во која се изнесени наводи за сомневање за незаконитости на спроведена постапка за унапредување на административен службеник во управата за јавни приходи. Во насока на утврдување на фактичката состојба по оформениот предмет, Државната комисија побара од Државниот управен инспекторат да изврши надзор над горе споменатата постапка во смисла на исполнетоста на условите утврдени во Законот за јавни приходи и за исходот да извести Државната комисија. Побарањето на Државната комисија добиено е известување дека во однос на наводите постапил Државниот инспекторат за труд по барање на Државниот управен инспекторат и извршил вонреден инспекцијски надзор во управата за јавни приходи, при што овластен инспекторат за труд констатирал дека лицето кое било унапредено на работно место помошник директор, односно помошник раководител на сектор, е унапредено согласно со Законот за управата за јавни приходи, дека се увидот во прибавената документација утврди дека надлежниот орган Државниот инспекторат за труд постапил, ги проверил наводите од привата, при што не утврдил неправилности во предметната постапка, односно констатирал дека истата е водена согласно со Законот за управата за јавни приходи. Имајќи го во предвид наведеното, констатираме дека Државната комисија нема елементи за нејзино натамошно постапување, не се потврдуваат наводите од пријавата и предлагам постапувањето по предметот да се запре. Предлог одлуката е ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е едногласно донесена. Следен за реферирање колегата Весник Џамаили, повелете. Благодарам, председателе. Понеделник. Предмет број 12.3217 од 2024 година од непознат поносител до Државната комисија е доставена пријава со наводи за сомневање за незаконитости во постапка за вработување на службено лице на работно место од ниво Б1 советник на директор на една државна институција. Имено во пријавата се наведува дека посоченото лице не ги исполнувало условите утврдени во правилникот за систематизација на работните места во институцијата и во јавниот оглас по која спроведена постапка била донесена одлука за избор. Со цел проверка на наводите и утврдување на фактичката состојба во оформениот предмет, Државната комисија побара податоци и информации од наведената институција и воедно од Државниот инспекторат за труд побара да изврши вонреден инспекцијски надзор по однос на споменатата постапка за вработување на посоченото лице. По разгледување на прибавената документација доставена од наведената институција е утврдено следно.
На 31.12.2024 година, директорот на институција објавил јавен оглас за вработување на 15 извршители на определено работно време, поради зголемен обем на работа до крајот на јуни во тековната фискална година 2025 година. Во точка 1 од огласот е објавена потреба за вработување на двајца извршители на работно место од ниво B1 советник на директорот, како посебни услови за ова работно место се наведени ниво на класификации 6А според македонската рамка на класификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТЦ, или 7/1 степен, високо образование, активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија и најмалку 4 години работно искуство поврзани со институцијата или во струката. Од увидот од доставената документација, констатирано дека наведеното лице има завршен земјоделски факултет, со решение од 9.1.2024 година формирана е комисија за селекција и избор по извршеното бодирање на резултатите од спроведената интервју. Комисијата изготвила записник со предлог кој да биде избран од кандидатите и истиот го доставиле до директорот. Ова лице било предложено како најдобар кандидат за работното место советник на директорот. Врз основа на одлуката за избор, истиот ден наведеното лице склучил договор за вработување на определено време на работно место советник на директорот. Ова лице склучило договор за вработување на определено време и во периодот од 2025 година на исто работно место, за да почнувајќи од 5.8.2025 година да склучи договор на неопределено време на работно место советник. По доставено барање на ДКСК постапи и Државниот инспекторат за труд, кој по извршени невонредни инспекцијски надзор до ДКС достави записник со утврдена фактичката состојба, каде е наведено следно. Во правилникот за измена и дополнување на правилник за систематизација на работните места во наведената институција од 2024 година, во делот на видот на образование е предвидено високо образование. Исто така, ДКСК во два наврати побала од Државниот инспекторат за труд да ја утврди фактичката состојба во населба на тоа дали вработеното лице ги исполнува условите за вработување кои се барале во огласот со целост, вклучително и посебниот услов лицето да има најмалку 4 години работно искуство во поврзани со институцијата или во струката. Во записник на инспекторатот беа наведени само податоци без нивна консултација за исполнетоста или не на овој услов од посоченото лице. Имајќи ги предвид погоре изнесените констатации кои произлегуваат од утврдената фактичката состојба, односно во записникот на инспекторатот беа наведени само податоци без нивна констатација за исполнетоста или не на овој услов од посоченото лице, ДКСК цени дека предметот да се достави на надлежно постапување до надлежен орган за понатамошно постапување за конкретниот случај. Од таму ДКСК констатира дека нема елементи за надлежно постапување во предметниот случај, поради тоа предлагам предметот пред ДКСК да се запира и да се затвори. Благодарам, Весник, за реферирањето. Констатацијата е односно дека се исполнети нашите можности за постапување и дека ќе проследиме постапувањето на друг надлежен орган. Предлог одлуката е става на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е едногласно донесена. Следен за реферирање колегата Богоевски. Повелете. Благодарам, председателе. Предмет број 12-192, 20 од 2026 година. Оформен е врз основа на пријава од познат подносител со изнесени наводи за сомневање за неправилности во постапка за вработување на двајца наставници по физичко и здравствено образование во едно општинско основно училиште. Во насока на проверка на наводите од пријавата доставивме барања за вршење на водреден инспекцијски надзор до Државниот инспекторат за труд и Државниот просветен инспекторат
секоја од овие инспекции да изврши инспекцијски надзор согласно нивните надлежности. Од страна на Државниот просветен инспекторат постапено е по нашето барање и извршен е вонреден инспекцијски надзор и по извршениот увид во документацијата во однос на предметната постапка за вработување во Општинското основно училиште не се утврдени неправилности во работењето на субјектот предмет на надзор. Согласно констатираното, инспекцијската постапка од страна на Државниот просветен инспекторат е запрена. Исто така и од Државниот инспекторат за труд е извршен вонреден инспекцијски надзор, при кој бил изготвен записник за утврдена фактичка состава, во кој записник е констатирано дека не се утврдени неправилности во предметната постапка за вработување на наставници по физичко и здравствено образование. Имајќи го во предвид наведеното, предлагам постапката по овој предмет 12.3.192 да се запре, бидејќи по наводите постапено од страна на надлежни органи, при што не се утврдени неправилности од нивна страна. Благодарам. Благодарам, Зоран. Предлог одлуката е ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е едногласно донесена. Следен за реферирање колегата Сервет Демир. Предмет број 12.812 од 25 година до Државната комисија е доставена пријава со наводи за сомневање за незаконитости во извршување на договор за јавна набавка за изведување на работи за реконструкција и реабилитација на улици и патишта во едно село во една општина, како и неправилности во постапката за изградба на асфалтна база во индустријска зона Вишбегово. Со цел утврдување на фактичката состојба во предметниот случај Државната комисија достави барање за доставување на информации до општината, Министерството за животна средина и prostorно планирање и Бирото за јавни набавки заради обезбедување на пристап во електронскиот систем за јавни набавки, пошто се извршени проверки во системот по однос на предметната јавна набавка. Во конкретен случај станува збор за постапка за јавна набавка на работи за реабилитација на улици и реконструкција на улици во една општина, зашто е изготвена техничка спецификација и е објавен огласот преку електронскиот систем. На ден 24.7.2023 година Комисијата за јавни набавки извршила евалуација на доставените понуди, при што не ја прифатит понудата на економски оператор поради што недоставена технична документација. Согласно техничните барања од технична спецификација. По извршената евалуација на понудените донесена одлука за избор на најповолна понуда и е склучен договор за јавна набавка меѓу општината и економскиот оператор. Во оваа постапка не биле користени правни лекови од економскиот оператор, чии понуда не била прифатена во фазата на евалуација на понудите. За реконструкција на посочените улици биле изготвени два проекти од различни проектанти. Во прибавена документација се приложени извештаи од правни субјекти лиценцирани лаборатории кои вршеле испитување на проби од вграден асфалт на објекти, улици кои биле предмет на оваа јавна набавка. Во врска со реализација на договорот бил изготвен извештај за извршување на реабилитација на улици врз основа на пристигната документација за исплата и извршена исплата во купен износ од 22.290.474 денари, заклучно со 17.4.2024 година. По разгледување на прибавена документација од општината, Државната комисија констатира дека набавката која учесува на економски оператор ги извршил работите што се предмет на јавна набавка и по негово барање биле извршени испитување на проби од вграден асфалт на објекти, улици кои биле предмет на набавката, што се потврдува со приложениот извештај од овластени правни субјекти. А во однос на пријавените наводи во делот на квалитетот на извршените работи што се предмет на постапка за јавна набавка, реконструкција на посочените улици со поставување на нов асфалт и поставување на панкини во посочените улици, дали се во согласност со барањата утврдени со техничната спецификација и тендерска документација, на оваа јавна набавка Државната комисија не располага со доволно алатки за проверка на истите. Во однос на наводите за сомневање за незаконитости во постапка за изградба на асфалтна база во индустријска зона,
По разгледување на доставената документација, Државната комисија ја утврди следната фактичка состојба. До општина е доставено известување за намера за спроведување на проект за воспоставување на асфалтна база. Исто така Министерството за животна средина и prostorno планирање, односно Управата за животна средина, издал мислење со кое го упатило инвеститорот согласно член 24 од Закона за заштита на животна средина да изготви елаборат за заштита на животната средина за изведба на проектот изградба на асфалтна база. На ден 24.11.2020 година правниот субјект по изготвување на елаборатот достави до општина барање за издавање на одобрение на градење на асфалтна база. Општината издала одобрение за градење на асфалтна база на 28.3.2024 година, кое станало правосилно на 17.7.2024 година. Во прибавена документација доставени се документи и петиции од жители во предметното население кои организирале протести и блокади со барање да се преиспита елаборатот за заштита на животна средина за изведба на проектот изградба на асфалтна база, поради сомневање дека материјалот кој ќе се користи за производство на асфалтот има канцерогени својства на штетно ќе влијае на здравјето на граѓаните во општината. Во однос на водите кои се однесуваат на изградба на асфалтната база во индустријската зона заради производство на асфалт во истата, Државната комисија утврди дека пријавените наводи за кои се однесуваат на поширок јавен интерес и за произнесување на истата потребно слушно мислење од областа на градежништво и архитектурата и заштита на животна средина, кој би било дел од постапување на друг надлежен орган. Со оглед на фактот дека пријавените наводи се од поширок јавен интерес и се однесуваат на работи кои се потрошени буџетски општински средства во поголема вредност, како и фактот дека правниот субјект носител на набавката истовремено се појави како инвеститор на проектот, поставување на асфалтна база, а имајќи во предвид дека Државната комисија не располага со доволни алатки за проверка на истите, одлучи предметот со целокупна документација, предлагаме и доставена документација да ја достави до друг надлежен орган за понатамошно надлежно постапување. Но предлагам на комисијата, пред Државната комисија да се запира постапката, а предметот со целокупна документација што е приведена да се достави надлежно постапување до друг надлежен орган. Благодарам, Сервет. Како што кажа, ние во рамките на нашите надлежности извршуваме проверки на тие посериозни набавки, но со оглед на ограничените кадровски капацитети и немање истражни механизми, како што предложи предметот, ќе го доставиме на друг надлежен орган. Предлог одлуката е ставен на гласање. Кој е за? Благодарам. Констатирам дека одлуката е едногласно донесена. Следна за реферирање колешката Спасова Медарска. Повелете. Благодарам. Предмет број 08-793 од 26 година, оформен по собствена иницијатива поради неподнесување на изјава за имотна состојба и интереси од страна на службено лице по изборна функција член на совет на општина. Бидејќи лицето во законски предвидениот рок од 30 дена не поднесува изјава и тоа е прекршок односно постапување спротивно на одредбите од член 82 став 1 од Законот за спречување на корупција и судирани интереси и представува прекршок казнив по член 109 став 1 алинеја 1 од истиот закон. Издаден му е прекршочен платен налог кој службеното лице го плати во рок, ја плати изречената глоба во оставениот рок. Поради тоа предлагам постапката да се запре, бидејќи нема елементи за натамошно постапување и исто како и во претходниот случај секторот да провери дали лицето ја има исполнето обврската, доколку не да се извести советот на општината, да се достави укажување до лицето и до советот на општината. Благодарам, Софија. Предлог одлуката е ставен на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е едногласно донесена. Следен за реферирање сум јас. Исто ваков предмет имам по однос на неподнесување на изјава за имотна состојба и интереси. Сакам во можност да искористам да ги информирам присутните новинари
дека државната комисија, како што најавивме, редовно ги следи изданијата на службениот весник во однос на пополнување, односно исполнувањето на законската обврска за пријавување на имотната состојба и интересите во законскиот предвидениот рок од избор, односно престанок на функцијата. Имено за месец февруари од изданијата на службен весник констатиравме дека 43 лица вкупно, значи кои се именувани, односно разрешени во месец февруари, не е исполниле законската обврска и за сите тие лица донесовме одлука да оформиме предмети и да им издадеме прекршочен платен налог за сторениот прекршок по член 82 казни по 109 од истиот закон. И ќе продолжиме, како што нагласив, редовно да ги следиме и за секој месец да изготвуваме посебни листи. Предмет број 081654 од 2026 година се работи за предмет оформен по сопствена иницијатива. Констатираме дека лице кое било основен судија, избрано е за судија на апелационен суд и не поднело изјава за имотна состојба и интереси, издаден му е прекршочен платен налог, лицето постапило, односно ја платило глобата утврдена со прекршочен платен налог, воедно лицето е исполнило во меѓувреме законската обврска, односно поднело изјава за имотна состојба и интереси. Од таму констатирам дека е постигнат ефектот од нашето постапување и дека нема елементи за натамошно постапување, поради што предлагам комисијата да донесе одлука постапувањето по предметот да се запре. Предлог одлуката е ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е едногласно донесена. Следен за реферирање колегата Бесник Џемаи. Предмет број 12/2876 од 2025 година на ден 30.10.25 година врз основа на информација објавени во медиумите, ДКСК оформи предмет по сопствена иницијатива врзан со настан на кој кандидатот за градоначалник на општина во просториите на приватна здравствена установа давал светување дека по неговиот избор за градоначалник на општина ќе отпочне со активности поврзани со бесплатен преглед за заштита од стеропроза. Во насока на проверка на наводите и утврдување на фактичката состојба, ДКСК побара од општината и од политичката партија да достават податоци и информации со прилог документација во врска со предметниот случај. Во разгледување на добиените одговори и целокупната документација по предметот, ДКСК го констатира следново. Од општината известени сме дека не располага со податоци за склучен договор помеѓу кандидатот за градоначалник на општината и приватната здравствена установа во врска со предметниот настан одржан во просториите на предметната здравствена установа. Во доставеното известување од политичката партија се наведува дека пријавениот настан не бил организиран од оваа политичка партија и за истиот не било извршено плаќање од страна на политичката партија кон клиничката болница, ниту пак истиот настан се смета за донација кон предметната политичка партија. Имајќи го предвид горе наведеното, ДКСК утврди дека дадената изјава на кандидатот за градоначалник не представува активности која е поврзана со одржување на јавен настан по повод настани кои се таксативно наведени како забраните активности во член 8а став 2 и алинеја 1 од изборниот законник и во Законот за спречување корупција и суди на интереси, а предметните наводи не упатуваат на повреда на одредбите од Законот за спречување корупција и суди на интереси и изборниот законник. Имајќи го предвид горе наведеното, ДКСК утврди дека нема елементи за натамошно постапување во предметниот случај, поради тоа што не се потврдуваат наводите од пријавата и поради тоа предлагам предметот да се запира и архивира. Благодарам, Бесник. Предлог одлуката е ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е едногласно донесена. Следен за реферирање колегата Зоран Богоевски. Благодарам. Предмет број 12-3248 од 2025 година оформена е врз основа на пријава од непознат подносител, во која пријава се изнесуваат наводи за сомневање за незаконито работење на јавно предпријатие, поради тоа што одговорното лице во јавното предпријатие нема извршено усогласување на пресметките на платите на вработените во јавното предпријатие со одредбите од колективниот договор, кој договор бил потпишан во 2023 година.
Се наведува дека на вработените не им било исплатено регрес за годишен одмор, популарно К15 за 2023, 24 и 25 година, иако задолжителна исплатата на истиот. Во насока на проверка на пријавените наводи, доставивме барање за доставување на информација со прилог пропратна документација до Државниот инспекторат за труд, во насока на тоа да утврдиме дали од нив е постапувано по овие или по слични наводи, при што на ден 29.4.2026 година од страна на Државниот инспекторат за труд доставено ни е известување со кое не известуваат дека постапката во врска со конкретниот предмет е во тек, односно дека за исплатата на регресот од 2023 и 2024 година во тек е жалбена постапка пред Државната комисија за одлучување во управна постапка, постапка од работен однос и инспекцијски надзор во втор степен, додека во однос на исплатата на регресот за 2025 година во тек е постапка пред Државниот инспекторат за труд. Имајќи го предвид наведеното, односно дека во моментов се води постапка за предметните наводи пред два надлежни државни органи, предлагам постапката по предметот 12.3.248 од наша страна да се запре, бидејќи нема елементи за постапување согласно одредбите од Законот за спречување на корупцијата и субирот на интереси. Благодарам, Зоран. Предлог одлуката е ставен на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е едногласно донесена. Следен за реферирање колегата Сервет Демир. Повеќе. Предмет број 12.2872 од 2024 година, од страна на непознат поднесител, поднесена е пријава со наводи за сомневање за незаконитости во постапка за јавна набавка спроведена од страна на Агенција за лекови за потреби на пациентите на јавна здравствена установа. Со службена забелешка за спојување на предметот кон предметот споен предметот од број 12.2872 од 8.11.24 година со предмет број 12.2925 од 12.11.2024 година и пријавата со наводи кои се идентични со наводите и е направен еден предмет за разгледување и обработка. Предметните наводи се однесуваат на постапката за јавна набавка на второ генерацијски инхибитори спроведено од страна на агенцијата за потребите на пациентите на јавна здравствена установа. По пријавата е изразено исто така сомневање дека изборот на понудата на економскиот оператор бил договорен меѓу раководството на агенцијата и раководството на економскиот оператор. Со цел проверка на наводи и утврдување на фактичката состојба, по пријавениот случај Државната комисија достави барање за доставување на податоци, информации до агенцијата, до Бирот за јавни набавки и до јавната здравствена установа и до Комисијата за заштита на конкуренција и до Државниот завод за ревизија. Врз основа на таа документација што е пријавена е нотирана следната фактичка состојба. За огласот број 16946 2010 година од 25.9 на агенцијата за кој оцени Државната комисија дека би можеле да упатуваат на ризици од корупција. Повеќе кратните промени на иницијалното барање за јавна набавка, доставено од јавна здравствена установа до Министерството за здравство и до Агенција за лекови, поради промената во дозажните форми на предметот на набавката за кои не се презентирани одделни количини и поради промената на количините на предметот на набавката, Државната комисија ги цени како слабости во планирањето на јавната набавка, кои би можеле да упатуваат на ризик од корупција. Во меморандумот за соработка, склучен меѓу агенцијата и јавната здравствена установа, не се содржани одредби со кои е уредено преземање на дозажните форми на лекот да са ТИНИП, иако тие се содржани во тенденска документација во понудите од економските оператори и во одлуката за избор на најповолна понуда и се предмет на склучени договори со носители на набавката, при тоа биле предмет на постапката со образложение дека тоа е во интерес на запазување на конкурентноста. Државната комисија цени дека опишаните околности би можеле да опатуваат на ризик на корупција.
Комисијата за заштита на конкуренција во мислењето доставено до Државната комисија има наведено дека лековите кои биле предмет на набавката, Министерството за здравство одредува регулирана цена и тоа цена во прометот на големо и малопродажна цена, при што цената во прометот на големо е цената по која веледрогериите ги продаваат лековите, а во поставки за јавни набавки може да биде понудена пониска цена од регулираната. Фактичката состојба упатува на тоа дека за дел 2 едниот понудувач понудил цена која што е еднаква на регулираната, а другиот цена која што е за 0,3 денари пониска од регулираната цена. Додека за дел 3 и 2 понудувачи понудили цена еднаква на регулираната и за дел 2 и за дел 3 цената на иницијалните понуди била намалена на електронската аукција. Државната комисија цени дека опишаните околности би можеле да упатуваат на ризик од корупција. Според образложението на клиниката при спроведување на постапката за јавна набавка на второгенерацијски ТК инхибитори во сите комисии за јавна набавка од 2021 година, како представник на клиниката номинира на исто лице со образложение дека ова лице има валиден сертификат за јавни набавки од добиена документација во текот на постапувањето по предметот. Имајќи ја предвид утврдената фактичка состојба, како и погоре наведените околности и за кои Државната комисија оцени дека би можело да упатуваат на ризик од корупција, а воедно имајќи ја предвид потребата од соодветната експертиза поврзана со предметот на набавката, во отсуство на други расположиви механизми за целосно утврдување на фактичката состојба во однос на пријавените наводи, Државната комисија констатира дека постојат услови предметот да го достави на замошно постапување до друг надлежен орган. Поради наведеното, предлагам на комисијата пред Државната комисија да се запира постапката, а предметот ќе го достави на надлежно постапување на друг надлежен орган со цел за прибавена документација. Благодарам се, уште еден случај со слични наводи поврзани со јавни набавки, каде што се утврди фактичката состојба во рамките на нашите надлежности и можности, предметот да се достави надлежно постапување друг орган. Предлог одлуката е ставам на гласање. Имаме на гласање кој е за. Констатирам дека одлуката е едногласно донесена. Следна за реферирање колешката Спасова Медарска. Повелете. Само да известам дека членот Сервет Дамири е иземен од постапување по овој предмет, па нека се исклучи додека да донесеме одлука. Морет, да. Предмет број 09 1691 од 2026 година. Предметот е оформен по пријава од познат подносител со наводи дека службено лице, јавен обвинител во висше јавно обвинителство, не се иземало од постапување во предмет и донесува решение со кое што ја одбило жалбата што подносителот ја изјавил против решение на основно јавно обвинителство и го потврдил првостепеното решение на основното јавно обвинителство. Подносителот на пријавата до ДКСК смета дека службеното лице ги има прекршено одредбите од Законот за спречување на судирни интереси, на корупција и судирни интереси, каде што е регулиран судирот на интереси, поточно членовите 75 и 73 од нашиот закон. По разгледување на ваквата пријава, Државната комисија е на став дека прашањето за иземање на јавен обвинител од постапување во конкретен предмет представува процесно прашање кое што е уредено со Законот за кривичната постапка, согласно кој се води постапката. Во овој закон се прецизно утврдени како причините за иземање, така и надлежниот орган кој што е овластен да одлучува по однос на иземањето. Накратко ќе ги цитирам одредбите од Законот за кривична постапка и тоа членот 38 ставовите 1 и 3, каде што е определено дека одредбите за иземање на суди и судии поротници согласно се применуваат и врз јавните обвинители, освен во случај на еден исклучок, како и дека јавниот обвинител на јавното обвинителство одлучува за иземање на јавните обвинители во јавното обвинителство, а пак за иземање на јавниот обвинител на јавното обвинителство
одлучува јавниот обвинител на непосредно повисокото јавно обвинителство. Доколку пак дојде до непочитување на правилата за изземање, Законот за јавно обвинителство предвидува поведување на дисциплинска постапка и изрекување на мерки во однос на јавните обвинители, при што целокупната постапка се води пред надлежните органи во рамки на јавното обвинителство и Советот на јавните обвинители. Така што предлагам оваа пријава да се утврди за тоа што наводите се однесуваат на процесни прашања за кои што одлучуваат надлежни органи согласно Законот за кривичната постапка и Законот за јавното обвинителство, а Државната комисија за спречување на корупцијата нема надлежност за постапување во смисла на одредбите од Законот за спречување на корупција и суд на интереси. Благодарам, Софија. Предлог одлука да ја ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека со 4 гласа, односно со мнозинство гласови од вкупниот состав, усвоена одлуката. Го повикувам членот на Државната комисија Сервет Демири да се приклучи на седницата. Ве молам да повикнеме. Во ред, може да продолжиме. Предмет број 121690 од 2026 година. Имено до Државната комисија е доставена пријава против Карате Федерација на Република Северна Македонија, во која се изнесуваат наводи за постојање на правилности, дискриминација, злоупотреба на службена положба и сомневање за корупција во работењето на органите на Федерацијата. Се укажува наводи за финансиска нетранспарентност, неправилности во исплата на надоместности, како и сомневање за можно коруптивно однесување и влијание пред донесување на одлуки. По разгледување наводите во пријавите и приложената документација, Државната комисија утврди дека истите се однесуваат на прашања поврзани со работењето, организацијата и примената на прописите во рамките на спортска федерација, како и на евентуални повреди на Законот за спорт и внатрешни акти на федерацијата. Имајќи во предвид дека Карате Федерацијата на Република Северна Македонија представува спортска организација, а надзорот на законитост на работењето на спортските федерации, како и постапувањето по наводи за неправилности во нивното работење е во надлежност на Министерството за спорт, ДКСК цени дека во конкретниот случај не постојат елементи за наше надлежно постапување. Воедно, по извршена анализа, се утврди дека во пријавата не се содржани конкретни доволно подкрепени наводи што би укажувале на постојање на судебни интереси, ниту се утврдени елементи што упатуваат на коруптивно однесување кое спаѓа во надлежност на Државната комисија согласно, односно не се работи за службени лица во смисла на член 8 став 2 од Законот за спречување на корупцијата и суд на интереси. Од таму предлог е предметот кај нас да се запре и пријавата со целокупната документација да се достави на надлежност на Министерството за спорт. Предлог одлуката е ставам на гласање. Кој е за? Софија, не ја гледам. Софија, камерата, предлог одлуката ја ставивме на гласање. Кој е за уште еднаш? Констатирам дека едногласно е донесена. Следен за реферирање колегата Бесник Џамаит. Благодарам. Предмет број 12.464 од 2026 година од страна на познат поносител поднесена е пријава против службено лице, заменик директор на КПУ Затвор во одреден град. Наводите во пријавата се однесуваат на сомнежи дека заменик директорот не го почитувал работното време, односно не се појавувал на работното место и со тоа го оштетувал буџетот и ја злоупотреба функцијата. Дополнително подносителот наведе дека постоеле сомнение за ослободување на затвореници надвор од законските предвидени процедури и вршење на притисок врз лица на изнуда на парични средства. Тоа цел проверка на наводи и утврдување на фактичката состојба во пријавениот случај, ДКСК достави барање за прибирање на информации до Државен инспекторат за труд и управата. Во законскиот утврдениот рок добиени се бараните информации од увидот во прибавената документација. Утврдена е следната фактичката состојба. Инспекторатот со допис известување се изјаснил дека извршил вонреден инспекцијски надзор на субјектот.
за што составил записник од 23.3.2026 година. Видно од содржината на записникот, инспекторат го заделил дека заменик директорот е лице кое е носител на функција, односно именувано од влада на Република Северна Македонија со мандат од 4 години и истиот не се смета за вработен во јавен сектор во смисла член 2 од Закон за вработени во јавниот сектор, поради што за истиот не се применуваат неговите одредби како и општите одредби за работни односи, односно работодавачот не е должен да го уреди работното време за функционерот согласно наведените законски одредби. Управата со допис одговор на барање за доставување се изјавил дека со оглед на природата на специфичноста на раководните позиции во затворникот, ангажманот на заменик директорот подразбира постојана достапност и оперативна активност на терен со цел зачувување на безбедносната состојба на установата. Дополнително истиот не се смета за вработено во јавен сектор во смисла на член 2 од Закон за вработено јавен сектор, поради што за истиот не се применуваат одредбите за истиот закон. Исто така наведел дека погодноците на осудените лица, прекинот на казна или промената на третманот се одвива во согласност со законските и подзаконските акти, односно во основа на соодветни предлози за кои се дава мислење на одржани конференцијски средби и се одлучува од страна на директорот на установата, односно за прекинот на казна од страна на судијата за извршување на санкциите и директорот на управата. Наводите за било каков притисок или изнуда при одлучување на правата и одлучување на прави на осудените лица се отфрлат и се сметат за нецелосно неосновани од причина што раководството на установата работел одговорно и професионално. Од горе наведено дека се го утврди дека наводите од пријавата не се потврдуваат и нема елементи за натамошно постапување и поради тоа предлагам предметот пред ДКСГ да се запира. Благодарам, Бестик. Предлог одлуката е ставен на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е едногласно донесена. Следен за реферирање колегата Бугаевски. Повелете. Благодарам, председателе. Предмет број 12-2420 од 2025 година. Оформен е врз основа на пријава од непознат подносител, во која пријава се изнесени наводи за нерегуларности во постапки за вработување на 53 лица во акционерско друштво во државна собственост, односно пријавено дека се вработени лица кои не ги исполнувале условите согласно со објавените јавни огласи. Понатаму е поднесена и дополнителна пријава во која се наведуваат неправилности во врска со евиденцијата на работно време за овие лица. Постапувајќи по наводите од пријавата, а со цел утврдување на фактичка состојба, се обративме до акционерското друштво со барање на документација како и соодветно објаснување во врска со наводите и се обративме до Државниот инспекторат за труд со барање за вршење на воерен инспекцијски надзор со цел на утврдување на фактичката состојба во врска со наводите. Од доставениот одговор и пропратна документација од страна на акционерското друштво произлегува дека вработувањата се реализирани врз основа на објавени јавни огласи, согласно актите за систематизација и организација на работните места на друштвото, при што за секое работно место се донесени поединечни одлуки за избор на кандидати, а за истите се обезбедени финансиски средства и е добиена согласност од Министерството за финансии. Исто така, од страна на Државниот инспекторат за труд е извршен водрен инспекцијски надзор по однос на наводите од пријавата, за што е составен записник кој ми беше доставен од нивна страна, при што е утврдено дека постапките за вработување се спроведени во согласно со законските прописи, дека не се поднесени приговори од незадоволни кандидати и дека работодавачот води уредна евиденција за работното време, при што при извршениот надзор не се констатирани неправилности и постапката е затворена.
Имајќи предвид дека по конкретните наводи е постапено од страна на надлежен орган во рамки на неговите законски надлежности и дека со извршениот надзор не се утврдени неправилности, а бидејќи не постојат елементи за понатамошно постапување во согласност со одредбите од Законот за спречување на корупцијата и соирот на интереси, предлагам постапката по предметот број 12-2420 да се затвори. Благодарам, Зоран. Предлог одлука да ја ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е едногласно донесена. Следен за реферирање колегата Демир. Повелете. Благодарам, председателе. Предмет број 08793 од 2026 година. Државната комисија за спречување на корупција по собствена иницијатива оформи предмет поради неподнесување на изјава за имотна состојба и интереси од страна на лице по избор на функција член на Совет на општина Куманово. Државната комисија по извршен увид во базите на податоци со кои располага констатираше дека лицето во законскиот предвиден рок од 30 дена од денот на избор на функција член на Совет не поднел изјава за имотна состојба и интереси до Државната комисија, со што постапил спротивно на одредбите од член 82 став 1 од Законот за спречување на корупција и суди на интереси. Од страна на лицето и сторил прекршок казни по член 109 став 1 алинеја 1 од истиот закон. За констатираниот прекршок Државната комисија издаде прекршочен платен налог, истиот уредно го достави до сторителот на прекршокот, истиот во рок од 8 дена од денот на приемот на налогот го плати износот на глобата за прекршок. Поради наведеното, му предлагам на комисијата да се собира постапката, бидејќи нема повеќе елементи за понатамошно постапување пред Државната комисија. Благодарам, Сервет. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е едногласно донесена. Следна за реферирање колегашката Спасова Мидарска. Повелете. Благодарам. Предмет број 12.270 од 2025. Предметот е оформен по пријава од познат подносител, која се однесува на избор на член на Комисија за спречување и заштита од дискриминација. Имено подносителот смета дека избраното лице за член не ги исполнувало законските услови за избор од членот 17 од Законот за спречување и заштита од дискриминација. Во конкретниот случај, Собранието на Република Северна Македонија донело одлука за објавување на јавен оглас за избор на член на комисијата, објавено во службен весник. На огласот се пријавиле одреден број на кандидати и согласно законот, Комисијата за прашањата на изборите и именувањето на Собранието утврдила предлог листа од пријавените кандидати по претходно спроведена јавна расправа, која што била доставена до Собранието во прилог со материјал од сите доставени пријави од сите кандидати и извештај од спроведената јавна расправа. Врз основа на јавната расправа и интервјуата кои биле направени со сите кандидати, Комисијата за прашање на изборите и именувањата на Собранието на седница утврдила предлог одлука за избор на член на комисијата која ја доставила до Собранието, со која што било предложено и лицето кое што се посочува во пријавата, а пак предлогот бил ставен на дневен ред на седница на Собранието и изгласан од мнозинството пратеници, со што посоченото лице било избрано за член на комисијата. Државната комисија оцени дека со оглед дека предметната постапка за избор на членови на комисијата е реализирана од страна на надлежен орган, а тоа е Комисијата за прашање на избори и именувањата во Собранието на Република Северна Македонија, во чија надлежност е да провери и да утврди дали пријавените кандидати ги исполнуваат условите за избор на членови на комисијата, утврдени во членот 17 од Законот за спречување и заштита од дискриминација. Сметам дека Државната комисија нема надлежност да се произнесува и да ја оценува исполнетоста на условите од страна на кандидатите кои што си пријавиле за избор на членови, бидејќи согласно законот тоа спаѓа во надлежност на друг орган, а на крајот Собранието донело колективна одлука со мнозинство гласови со кое што ја потврдило таквата предлог одлука од страна на Комисијата на изборите и именувањето. Поради тоа предлагам
комисијата да донесе одлука со која што пријавата се отфрла поради ненадлежност на државната комисија согласно со одредбите од Законот за спречување на корупција и судирни интереси. Благодарам, Софија. Предлог одлука да ја ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е едногласно донесена. Предмет број 08-1334 од 2026 година, оформен по собствена иницијатива, Државната комисија констатира дека член на Совет на општина Желино не поднел изјава за имотна состојба и интереси во законски предвидениот рок по избор на наведената функција. За наведеното Државната комисија му издаде прекршечен платен налог на лицето. Лицето во законски предвидениот рок ја плати утврдената глоба и воедно во меѓувреме поднесе изјава за имотна состојба и интереси, со што констатирам дека е постигнат ефектот од нашето постапување и предлагам постапувањето да се запре. Предлог одлуката е ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е едногласно донесена. Следен за реферирање колегата Джемајли Повелет. Предмет број 12.1695 од 2026 година од страна на непознат подносител, група за грижење и вработење во општинско основно училиште, до ДКСК доставена пријава во која се изнесени наводи против градоначалникот на општина поради сомневање за незаконско именување на двајца вршители на дложност на директор во општинско училиште и постапување спротивно на одредбите од Закон за основно образование. На ден 16.4.2026 година до ДКСК доставено барање заведен под истиот број кроз 2, со кое се повлекувал пријавата поднесена до ДКСК и заведена под број 12.1695. Подносителите барат ДКСК да не постапува по оваа пријава и наведуваат дека ја повлекуваат пријавата поради тоа што по дополнително разгледување на пријавените наводи сметат дека истите се невистини и се непокрепени со релевантни докази. По разгледување на предметот на пријава, ДКСК утврди дека во предметен случај од страна на подносителот е повлечена пријавата и поради тоа оцени дека нема елементи за натамошно постапување и предлагам предметот пред ДКСК да се отфрли. Благодарам, Бесник. Предлог одлуката е ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е едногласно донесена. Предлагам да имаме уште еден круг на реферирање поради други службени обврски и денешната седница после наредната точка да ја завршиме и во најкусможен рок да продолжиме со наредна седница. Следен за реферирање колегата Зоран Богоевски. Повелете. Благодарам. Предмет број 08-1863 од 2025 година, оформена е врз основа на собствена иницијатива. ДКСК Совид во службен весник утврди дека лице на кој му представена функцијата член на управен одбор во јавна здравствена установа во законски предвидениот рок нема поднесена изјава за имотна состојба и интереси. На лицето му издадовме прекршечен платен налог за сторен прекршок по член 82 став 3 од нашиот закон, кој казнив по член 109 став 1 алинеја 2 од истиот закон. Со оглед на тоа што постапката за поравнување не беше успешна, Државната комисија поднесе барање за поведување на прекршечна постапка до прекршечната комисија на Државната комисија за спречување на корупција. Од страна на прекршечната комисија донесено е решение на 8.4.2026 година, со кое лицето е прогласено за одговорно за сторен прекршок, пошто констатирам дека ДКСК нема елементи за понатамошно постапување во конкретен случај, поради што предлагам постапката по овој предмет 08-1863 од 2025 година да се запише. Благодарам, Зоран. Предлог одлуката е ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е едногласно донесена. Следен за реферирање колегата Демири Повелете. Благодарам. Предмет број 08-1348 од 2026 година. Државната комисија за спречување на корупција по собствена иницијатива оформи предмет поради неподнесување на изјава за имотна состојба интереси од страна на службеното лице по избор на функција член на Совет на општина Сопиште.
Државната комисија по извршен увид во базите на податоци со кои располага, констатираше дека лицето во законски предвиден рок од 30 дена од денот на избор на функција член на Совет на општина Сопиште не поднел изјава за имотна состојба и интереси до Државната комисија за спречување на корупција, со што постапил спротивно на одредбите од член 82 став 1 од Законот за спречување на корупција и интереси, сторил прекршок казнив по член 109 став 1 алинеја 1 од истиот закон. За констатираниот прекршок Државната комисија издаде прекршочен платен налог. Истиот го достави до сторителот на прекршокот. Истиот го плати износот на глобата за прекршокот и достави доказ за извршената уплата. Врз основа на наведеното, Државната комисија за спречување на корупцијата ќе ја запре постапката, бидејќи нема повеќе елементи за надлежно постапување. Предлагам на комисијата да се запира постапката, бидејќи е постапено од страна на сторителот. И така сека нема повеќе елементи за да ја води постапката. Благодарам. Сервет предлог одлуката е ставена на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е едногласно донесена. Благодарам. Софија Спасова Мајдарска следна, повелете. Предмет број 08 5601/22. Предметот бил оформен по годишен план за следење на имотна состојба за 22 година за лице директор на Државен инспекторат. Имено овде постапката е за проверка на поднесен анкетен лист од страна на ова лице, бидејќи во наведениот период се уште не бил во функција електронското пријавување и поднесување на изјави за имотна состојба и интереси по електронски пат. Така што побарани се податоци од ова лице за членовите на семејството со кои живее во заедничко домаќинство и од негова страна е даден податок со генерали на лицата со кои што живее, за кои што пак се побарани податоци од надлежните институции, меѓу кои Агенцијата за катастар, МВР, Управата за јавни приходи, Централниот депозитар, финансиските институции, извршен е увид и во дистрибутивниот систем на Централниот регистар. По извршениот увид и по анализа на прибавените податоци и нивно споредување со податоците од анкетниот лист, утврдено е дека постои совпаѓање со исклучок на тоа што лицето немал пријавено недвижен имот и возило со постар датум на производство. Меѓутоа истите биле стекнати пред долго време пред назначување на функцијата на наведеното лице, односно пред да започне неговиот мандат. И со оглед на протекот на време настапена е застареност на прекршочно гонење за пропуштањето да се наведе и тој имот во анкетниот лист. Во останатиот дел постои совпаѓање на дадените податоци од страна на лицето во анкетниот лист со податоците прибавени од надлежните институции и нема никакви сомневања за несразмерно зголемување на имотот за време на вршењето на функцијата. Поради тоа предлагам постапката да се запре. Благодарам, Софија. Предлог одлуката е ставена на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е едногласно донесена. Предмет број 12747 од 2026 година, имено се работи за пријава од познат подносител против, односно која се изразува незадоволство од пресуда на Апелационен суд Скопје од 19.11.2025 година. Имено се работи за постапка која се водела пред Основен суд Кавадарци по службена должност инициирана од страна на ОЈО Кавадарци за дивоградба во општина Росоме. За проверка на наводите и утврдување на фактичната состојба ние прибавивме податоци од општина Росоман со целокупната документација во врска со наведената дивоградба. Во законски предвидениот рок доставена на овид целокупната документација. Од утврденото е може да се забележи дека е доставен доказ дека се работи за објект кој представува функционална целина
и не содржи само изјава заведена на нотар, дадена под кривична и материјална одговорност, дека барателот ќе потврди дека безправниот објект е изграден пред влегување сила на законот, но од причина што се работи за таков објект, таква изјава не била потребна. Во однос на самата постапка за која се водела пред судот, донесени две пресуди пред Основен суд и една од Апелационен суд, со која пресудата е вратена на повторно, односно се извинувам, е ослободен обвинетиот од одговорност, поради што подносителот смета дека судот незаконски постапил, односно не ја утврдил правилно фактичката состојба, зашто ДКСК не е надлежна да ги оценува судските одлуки, поради што се предлага пријавата со комплет документација да се достави на надлежно постапување на Судскиот совет на Република Северна Македонија, а постапувањето кај нас да се запре. Предлог одлуката е ставен на гласање. Кој е за? Предмет, сметам дека односно одлуката е едногласно донесена. И последен за реферирање членот на ДКСК Бесник Джемаили, и ќе завршиме со оваа точка од дневниот ред. Да, благодарам. Предмет број 12/2995 од 2025 година од страна на непознат подносител поднесена е пријава со наводи за сомневање за неправилности во постапка за именување на Државното музичко училиште во одреден град. Наводите во пријавата се однесуваат на сомнежи за нерегуларноста во постапката, прикривање и манипулација со гласачки материјал и вршење притисок на дел од вработените, зашто подносителот на пријавата цени дека представува злоупотреба на службена положба од страна на службени лица во насока на фаворизирање на едно од предложените имиња. Со цел проверка на наводи и утврдување на фактичката состојба во пријавениот случај, ДКСК достави барање за доставување податоци и информации до Државниот управен инспекторат и до Државниот просветен инспекторат. Од увидот во податоците, информациите и документација доставени на барање на ДКС утврдена следната фактичка состојба. По наводи за пропусти при гласањето на наставничкиот совет при донесување на предлог мислење за име на Државното музичко училиште во одреден град и наводи за пропусти во деловникот за работа на наставничкиот совет содржани во представката од анонимен подносител, во која меѓу другото се содржани и наводи за неправилности во постапките за гласање за иницијативите за именување на училиштето, постапил Државен просветен инспекторат. Содржина на записникот упатува на тоа дека училишниот одбор на Државното музичко училиште донел одлука за измена и дополнување на деловникот за работа на наставничкиот совет, во која се содржани одредби кои се однесуваат на околности поврзани со начинот на гласање по одредени прашања. Државниот просветен инспекторат укажувал на директорката на училиштето во најкусможен рок за извршена изменување и дополнување на деловникот, да ги запознае членовите на наставничкиот совет, како и тоа училиштето да изготви нов деловник за работа и да биде доставен и до Државен просветен инспекторат во подрачни оделење. Дополнително во записникот е содржана констатација дека според новиот статут на училиштето од 2.12.2025 година и според член 4 од решение за давање согласност од Министерство за образование и наука, името на училиштето е Државното музичко училиште Битола. Во записник од 30.12.2025 година Државниот просветен инспекторат укажувал да се додефинират вонредни седници и редовни седници на наставничкиот совет во деловникот за работа и новоизбраниот деловник да се почитува во целост. Имајќи го предвид горе наведено, ДКСК утврди дека нема елементи за натамошно постапување по предметот, од причина што за предметот случај веќе постапил друг надлежен орган, односно Државниот просветен инспекторат, и поради тоа предлагам предметот пред ДКСК да се запира и да се затвори и архивира. Благодарам, Бесник. Предлог одлуката е ставен на гласање. Кој е за? Констатирам дека одлуката е едногласно донесена. Согласно договорето, значи
со веќе спремните предмети ќе продолжиме наскоро, ќе закажеме нова седница. Ја заклучувам оваа точка од дневниот ред, преминуваме на последната точка од дневниот ред, прашања и предлози, доколку некој од колегите членови смета или бара нешто да дополни. Доколку не, оставаме можност присутните новинари да постават прашања за работата на комисијата. Повелете. Добар ден. Не знам дали ме слушате, се извинувам, слушаме. немам. Не се Да, слушаме, немам. да. Добро, во ред, немам камера затоа. Би сакала да се повеќе детали да ни кажете во однос на предметот за ТЕЦ Неготино и само менаџерските договори на поранешните членови на управниот одбор. Односно, еве неколку прашања имам, каде ја гледате корупцијата во целиот тој предмет и до кој орган ќе биде известен како што донесовте одлука? Зошто скоро 2 години се работеше на овој предмет, бидејќи како што знаеме од 2024 од некаде август месец, во кој период имале мандат посочените членови на управниот одбор и за колку мина да се работи? И не сум сигурна дали добро го разбрав известителот, дали тие се уште на директорски позиции после заминувањето нели од управниот одбор или се вработени всушност во ЕСАВ? Благодарам, Билјана. Господин Срвет детално го реферираше предметот, но ќе му дадам можност кратко објаснување да ви дообјасни и инаку седницата веднаш после завршувањето ќе биде објавена на YouTube каналот, ќе можете уште еднаш да го преслушате неговото излагање. Повелете, Срвет. Благодарам за на прашањето, само сакам да ви одговорам само на едно прашање, бидејќи предметот со таа документација ќе се достави на наше постапување до јавното обвинителство. А што се однесува за други детали, значи сметам дека не е потребно, бидејќи ќе биде предмет на друг надлежен орган на целата постапка и по моментот не можеме да дадеме други детални информации во врска со наведениот предмет. А што се односи за времето, мислам дека во ДКСК согласно документацијата и анализата, значи се работат детално сите предмети и што се однесува за роковите, мислам дека кога е готов целиот предмет, тогаш се реферира и на колегиум и на седница. А на седница, значи на јавна седница се донесува ваква одлука што се гласа значи јавно. И благодарам. Да, само уште едно, само за разбирање. Јас убаво го слушнав и вратив назад, бидејќи нели ние имаме таква можност. Како што беше во реферирањето, значи се работи, рековте, се работи за да нема грешка, да не направиме и ние грешка. А се работи за поранешни членови на управен одбор, а сега директори. Барем така се изразивте вие во реферирањето. Предпоставувам дека ако е така, значи се уште се работи за поранешни членови на управен одбор и на надзорен одбор. А сега се? Тоа понатаму во тој дел вие се изразивте понатаму за. Ви кажам дека подетално не е потребно и мислам дека не е етички да се кажува детално, значи за сите елементи, бидејќи целата постапка, целиот предмет ќе биде анализиран и доставен пред друг надлежен орган, што би можеле да се повреди и другата постапка што ќе биде за овој предмет. Илјана, само кратко, значи предметот, односно иницијативата е насочена кон поранешни лица, тогаш е извршувале таа функција и релевантно, мислам, не е релевантно, туку не е предмет во што се сега лицата. Значи делото е сторено тогаш. Барем колку мина се да ни кажете, ако нешто. Значи, како што кажа колегата Сервет, се работи за иницијатива да не наштетуваме на евентуалната истрага на обвинителството. Целокупната документација со иницијативата ќе биде доставена до надлежно јавно обвинителство. Благодарам. Дали има други прашања? Колеги новинари, уште еднаш доколку има прашања, ве молам да се јавите, доколку не да ја затвориме седницата. Со оглед дека нема пријавен друг новинар за прашање, ви се заблагодарувам за интересот за нашата работа. Како што најавив во наредниот период имаме повторна седница, имаме голем број предмети кои се спремни за реферирање. Навреме ќе ви известиме, колеги членови на Државната комисија,
Ви благодарам за учество на денешната седница и за вашата посветеност. Ве повикувам да продолжиме со нашите активности и констатирам дека седницата е завршена и ви посакувам убав работен ден. Поздрав. Пријатно. Пријатно.